Почитувани слушатели, добро вечер, добро дојдовте во најновото издание на емисијата Шешбеш на Радио Лидер на 107,4 и вечерва, оваа прекрасна вечер, оваа прекрасна среда, ќе се потрудиме во наредните 60 минути да ви ги презентираме најновите, најинтересните збинувања поврзани со политичкиот сеир и се она што се случува во главниот град, во Република Македонија, на Балканите, на земјата, и малку пошироко. И малце пошироко, што ви рекле политичарите, што рекол мој драг пријател Ване. Ване, како си вечер, добар? Супер. Супер. Одличен. 98-октански. 90, што викаше покоен Амди, 102,3. 102 Кока-кола. Кока-кола. Интересна недела, Ване. Многу интересна недела, интересни теми. Па, хајде, кажи, почнеме нешто. преска редуциравме темиот и толку многу се собра недела. Па ја, нели правиме муабет, ќе требаше до утре попладне да останеме у емисија. Да, така да со бајлека ни избрка Ивица и Ливчо. Пауза ќе направивме тој период за донеси. На кафе, на кафе, да. На кафе, што ви рекли. Што да отвориме? Ја не знам, се мислам, брат, што да отвориме, ми иде нешто на ум. Не знам дали кога беше пред Нова година, така нешто беше околу Нова година, празниците кога беа, еден од порталите у Македонија, у Скопје, Инфомакс, неговиот уредник, Мечка, извади телефон, покажувајќи нешто преба камери, дека имал пораки од така компрометирачки пораки за председателот на опозицијата Христијан Мицковски. Не знам, имаш ли ви слушнато нешто да ги има објавено тие? Не знам, ја имам телефон, не знаете што имам јас све. Не знаете што имам, ја имам. Тегва нешто има таму мобилни. Стварно чудно ми падна толку време, знаеш, да имаш нешто такво, нешто и да не го употребиш, мислам дека е крајно несериозно. Значи човеков манипулира и со јавноста, а се смета за еден од главните лидери во Македонија. Ти си вака познаен од мене. Вистина има дворски игри таму нега во политичката партија на Стефче Кимовски. Стефче Кимовски, да. Се слуша дека има дворски игри, дека се случува нешта внатре. Слушам во последниот период, То мода станало. Да, ептен. Као Дуи исто. Као Дуи си исто. А видене заедно со оној, знаеш, Чедо Сазовски ти текно, го ценам човеков, да не се разбереме погрешно, имав едно време комуникација со него покрај каратето. Добар каратист, меѓутоа не значи дека и добар човек или политичар. Тука мора да разграничиме две работи. Јуровчанец е одличен стручнак лекар, тако политичар, кој сега не га каже. Мечка и можда и Таладжов е бил добар офицер, нели сега, али како политичар, кој го знае каков е. Да. Значи Мечка и Чедо големиот патриот кој што гласаше имено и нели беше и пратеник во оној состав на собранието кога се менјаше името на Република Македонија, ти текнува, нели? И гласаше за, беше од коалицијата предводен од ВМРО ДПМН, предложен од партијата на Стево. Беше Громовец, хардкор Громовец. Сега сака пак да се врати као Громовец, меѓутоа изгледа алудира на нешто повисоко, односно да му е пресеме партијата на Стево. Па сега, подсети сега, човеков не му е првото. Исто го правиш и во НСДП, и во СДСМ. Сегде пробува. Сега се фатил со Мечка и се шеткат низ Македонија, онака ги гледаат луѓе кај што се шеткат. Инаку джипот на Мечка, нели, BMW X, што уште не каже од каде му X5 X6, не знам што е најнов тип, се возикат низ Македонија. Работат, не знам, му работат позади грб на Стево. Стево го нема у последно време, не знам дали имаш приметено, едно месец и пол, тотално се изгуби од политичката, не само политичката, јавната сцена у Македонија, го снема човеков, едноставно го снема. Може на терен се борат едни со други. Може да и на терен се борат. Тој доаѓа. Тој доаѓа. Чедо is coming. Чедо is coming. Имаше еден филм детегнуван. Валдес is coming. Да. Има шпекулации, не знам, ја би поставил јавно прашање вака преку етерот во Македонија, преку радио етерот. Дали е вистина дека дошол до тој степен Мечка да дури и Артан груби, Артан нежни, ти си го викаш, пошто ти е од твое мало, па ти онака нежно си го кажуваш човек. Поздрав комшо. СБ. Да. Финансиски добро го ковел Мечка.
Уплик. Па ја ти као тетки сега испаѓаме овде кој љубоморни да сме му на човеков. Мерцедес, види, Плико, не сега Мерцедес, BMW. Немој, молим те сега, не мреше марки, ќе се препознае некој друг, ќе имаме проблеми после, немој А и Мерцедес. опасно Мерцедес да спомнеш од држава може да то судат. Слабо како да го кажеш, нели? Значи, нема од кај не зима пари човек. Како? Го имам приметено у последно време дека е настроен строго против опозицијата. Таргет му е Христијан Мицкоски и уште неколку луѓе од ВМРО ДПМН, меѓутоа само опозицијата. Нема, кажемо, Ова инстант опозиција што се е левица за нив нешто. Не, со нив е пријател, со нив е другар. Пријатели, сега сме, како беше Ќе песната. мораме да најдеме некои песнички за наредна емисија да им пуштиме. Интервали како беа. Пријатели, сега сме. Со левица се ептен пријатели. Офтари мајка. Немаат никакви проблеми. Меѓутоа, Мечка има завлезено некои води кои што не знам дали ќе може да ги дали ќе може да испливат тие води. Па не сум многу запознат таму што се случува, ама Види, се да тоа дојдеш- се ова што ме брифираш, Да дојдеш у ситуација, да си дозволиш. да. Колку и да си онака нели народски кажен утепани со пари со све, да дозволиш да дојдеш у ситуација Артан Груби да ти ја крои политиката на порталот. Со тоа што му дава пари, се знае што треба да правиме. Види ова комбинација, не ме знам, стварно Артан Груби Мечка, Артан Нежни Мечка. Ајде. Се бидува политика во Македонија, дефинитивно. Сите комбинации се Ама види како може се отворени, онака како и може да ти изненади нешто кој ти текнува дека Даниел Арсовска. Чисто една мала дигресија. Нешто со кошуливе се договоривме ти пред емисија. Не бе, онака ни дојде. Онака ни не дојде. спремија жените како што треба. Една стара бабичка, не знам денеска у една просторија туку у центарот нешто ни кажа, деца вечер вика у кошули. Во кошули до терани Да, чешла, ние сега не можеме да се чешламе. Другарите од Геге. Да, поздрав за другари ми од Геге кој што често пати оди во Мадрид. Мора да го возгледам емисија. Така е, мораш. И помалку сериозен да биде кога се слика. Озбилен е Многу е многу. сериозен. Многу е сериозен нешто. Добре. Имаше некои парички земања исто Инфомакс, пошто нели жена му на Мечка е дел од Инфомакс. Наталија се викаше, така? Да, уште се вика. Уште се вика? Да. Па добро, она се вика секако. Што направија, ме интересира точно што направија со онаа звуците на чарш. Ја освен пукањето у шиша бар, други звуци од чаршијата, слабо слушам да ти Имаше кажам. едни други кои протестиравме текно и тоа шпука исто. Така беше. Да не се тиеве звуците тие да не на се пасија, звуци, ја не знам, ама оваа Кој ми е година има- спонзор? Микеј ми е спонзор, а? Не знам кој ме На спонзора, звуците на ама... чашија, како да ја. Или Калашников од Русија. Руско влијание да нема тој. Александар Калашников, така се викал така, човекот. Александар Калашников. Александар да е од Да нема Калве. тој ни руско влијание у порталот таму? Па појма немам да ти кажем, ама комбинацијава. Види, има некоја руска поврзаност ако видиш дека компанииве Харедини тоа го пишува, компанииве кои што нели добија надзор што беше онаму во целата таа приказна, испаѓа дека во позадина имаат и руско и кинески капитал, така да сите оние што чукаат во гради што јавно зборат, условно кажано, што не делат на вакви и такви на русофили и нерусофили и сите тие останати работи, најмногу се работуваат со тие, инаку ја вака персонално, според она што го знам, ама не да не е гајле на Русија за Македонија, никош не е било гајле вака во историјата, не можам да разберам многу луѓе од Македонија што се лепат на таа приказна. сега. Значи не треба да мрзам некого, ама не треба не да го сакам, вака Дворот Што? ни е ептен исчистен, знаеш, па сега нема што да правиме дома, па ќе гледаме како шиите фора што се случува. баш така, баш така. А, Баш така. го врзувам, знаеш, ми иде една Немој да го врзуваш брат на Ќе никого. го врземе, Не успеало на никого тоа. Ќе го врзем. Правам некоја компарација со човекот што го упукал шиша, нели, Да. утредента излезе дека бил, не знам, хуманист, ваков бил, онаков бил, па имал купил 4 стана за пофала, без разлика од кај му се парите, купил 4 стана, меѓутоа, види, Артан Груби тогаш излегува многу поголем хуманист од него. Дава пари кај Мечка. Дава пари на брат му, што го знае само од телевизија. Да. Да бе, го знам само од ја вика него, ја немам ништо со брат ми, не го знам. Го знам од телевизија. Не живееме. Не Што рекле живееме, беше? не живееме, уопште не Не живееме. сме добри. Милионче Опа. на фирмата него. Клоп.
Зелено. Духенот од 274 или 247 квадрата на улица Македонија. Машала. Голем хуманист е човекот. И уште во исто време вика работиме цело ВМРО да гласа за уставните измени. Кај работа, бе? Појма нема. Ајде идеме ние да видиме кај работата. Може оди секој ден во седиштето на ВМРО, кај знаеш, преправен. Работа, да. Ба, работат може на зидовите малте нешто си има. Зидат, ветуваат, како прават. Какви се, значи, види колку се скромни луѓе, бе. Да. Ага работа ти не каже дека работа. И тоа без надница, без пари, без ништо. Гледаш? Хуманисти. Вчера виде... Писмекери, лале. Го виде вчера ец бе ти. Да, бе. Ец. На сила си донесен? Сум те донел на сила? Не, бе. Тој едниот ми кажа дека било да Рачинова, другиот не знам од кај, ама не било од чај. Од Ченто постаро Сингелич. Уште постаро Асамбеј. Така? Да. У чај. Или не го донел на сила, никако... Пошто ме натера ти вака заедно со уредникот. Тоа сакам да те прашам како беше, пошто прв пат мораше да излезеш на терен да ги... Да, репортерски. Ама види сега, да не помислат луѓето дека ете овакво си отишол професионално, си ги шеташе кучињата. Точно. И уз кучињата си направи една репортажичка. Нормално тоа ми е патеката што сега да не поминувам. И шо... И обично нема луѓе кои ги шетам кангаливе, знаеш, што сега имаше луѓе, ама пак не се приближија. Шала на страна вака, сериозно, значи, прво имаше еден куп возила, паркирани на самата улица, на кај што е забрането тоа, таа е многу брза голема улица Кристијан Тодоровски Карпаш. Не се ајде за тоа да не правиме муавет, најмал проблем, да митинг, нали, се собираат луѓе не знаат каде. Меѓутоа, како што поминував покрај сите возила, нема да веруваш, секоја четврта или петта кола беше со скопски таблици. Значи Гостивар, Тетова, Кичева, многу малци од Куманово. Малци, а? Поише вамо овој долни одел на Кичево, Струга, Предпоставам дека тие сите што се вработени по институциите. И оние што беа чичави и онатре се во државни институции запослени луѓе кои што ги знам. А она повеќе лечиш на концерт. Тоа сакав, брат, извини што те прекинав, тоа сакав и баш да продискутирам. Значи, сите го кажуваат митинг. Не знам дека ние сме у предизборна кампања. Митинзи, нели, кај нас у Македонија, митинзи се прават, предизборна кампања, па има собирање. Можда има избори од дуи унатре, ние не знаеме. Нели, па се. Или се правиме дека не знаеме. Или може на таков начин да бираат, сега ние не знаеме што се случува таму. Ама, она беше... Концерт. Па, само бината и пеачите, нега сигурно 50.000 евра. Уште еден доказ дека е голем хуманист. Рече дека он го организирал, он го платил тоа. Машала. Па дај кој ќе имаме нешто, Слава мама да го викнем човекот. Да покрие некој трошочи ќе се најде. Он беше прв вице-премиер у владата За владата? За владата. Така ќе му дојде прв вице. Па не знам, стварно не знам зашто е он прв вице-премиер. А ги слушаш ли говорите, беа многу интересни. Значи, овој најави во неговиот говор, нели, тунел, светлината се греа на крајот на визија, нели, презентираше човекот. Визионер е човекот. Вика, возот ќе помине низ тунелот, ќе излезе низ светлината и после него искаше председател на партијава господин Ахмети и го демантира, му вика, не сме ние воз мајсторе. Ние сме ураган. Ураган сме ние, што не све пред не стоите пред ураганот. Пази, што најинтересна работа ураганот, нели, вител се врти, тој нема напред. Тој се движи према сите страни, нема напред назад, ама добра сега. Битно е пораката е свете. Ама ја мислам дека ти убаво кажеш. Човекот што кажал за светлото на крајот од тунелот дека е визионер. Да. Тунелот 60 метарски тунел у Идрисово. И ќе збориме за тоа и после за тоа да збориме. Мислам само една компарација да направиме. Значи тоа не е мала работа. Два дена се смеам, маре не можам да се соберам. Визионер е човекот и сега ја не знам зашо тие зборови му ги погази Ахмети. Абе, она ќе му дојде, значи, нели, као Мартин Лутер Кинг, како беше. I have a dream. But remember... Има сон, ама тој сон некако... Сонила Јорданица. Сонила. А што е приказнува, значи, знаеш ли колку имаше еден куп, знаеш уствари, еден куп прекршувања на уставни одредби, на законски одредби, на тој митинг, протест, however, што и да беше на ДУИ. Прво дојдоа сите со владени коли. Значи, првиот момент... Државни коли, од државни институции. Вториот момент интересен, ти си сведок, ти ја пратиш политиката 30 години,
Значи се појава Талат Џафери, кој што по функција дента кога станува председател на Собрание на Република Македонија не е партиски. Му замрзнуваат сите функции у партија и не смее да се појави на ниеден партиски митинг, протест, не знам. Мистер Дезертер вчера држи говор во чај. Ама дупли. Дезертер. Дезертираш од ЈНА, па дезертираш. Имаше една реклама, чао дупли. Чао дупли. За мајстор Талат. За мајстор Талат, тајде. И најинтересниот момент од све таму што онака ја мислам дека Грковска ќе кај да ќе изреагира. Ги испокара. Нешто им рече. И Грковска ги опоменала дека нели не треба фудбал да се игра прво во министерството, какво е тоа министерство, не можам да го разберам. Секретаријат или како беше за нешто таму. Тоа беше првото и демек и второто, не знам што беше вчера читав Грковска, ама тоа беше како, знаеш како, ќе видиш ти. Седум мирен. Уште едно ќе го направи. Нема ли жавче. Да не излезе она после бате осте не ме брани. Бате нема да ме брани. Ама батица не ме брани више. Бате не ме брани. Се види од друга страна па исто интересни изјави имаш овие други огнениве. Да ти кажам, извини што ќе те прекинам. Морам да те Значи, огнениве момци дадоа многу конструктивни изјави за волја на вистината. Да. И пред, не можам да го речам митинг, и пред дешавката, концертот, и пред концертот и по концертот. Има многу онака... Па да му рече, ние 20 години на првите редови се ти на нас вика тврди Тачи му направил атентат, преживеал, ништо не реагирал. Политичката тесо која што е во коалиција го правеше редоветен дека е ваму тamo, вика ништо не изреагира, сега за твоите урагани, едно, друго. Ја мислам, што мислиш, ќе направат партија или не? Како... Види, ако нема избори до јуни месец, ја мислам дека у септември ќе имат веќе на политичката сцена ќе се појави уште една партија. А тоа ќе биде многу погубно за ДУИ-за. Извини, само што дојде на вестреса на тајмја, читам и вика вака, сефте сега ќе читаме. Османи вели дека огнените немаат право да се наметнуваат зашто се малцинство во ДУИ. Ајде, вие сте малцинство, држава по владејате за држава, наметнати од сите страни, вели, мајсторе. Малцинство во ДУИ. Не. Не, огнените биле малцинство во ДУИ, нема што да бараат. Овие што се малцинство во една држава, што владеат со држава, нема веза, стојгаш. Инаку ДУИ сам себе си пукал од глава, море Османи. Ама има бујна коса сега за разлика од мене од тебе. Пушти коси, ветер да ги носи. Како рече? Вие сте малцинство. Османи вели дека огнените немаат право да се наметнуваат зашто се малцинство во ДУИ. Господе Боже! А ДУИ е кратеница од Демократска унија за интеграција. Зелени. Демократска. И сега он, у контекст на он плука и по партијата се. Со оваа изјава плука директно и против Али Ахмети плука. Немате право. А кој му го даде на него тоа право да кажува дека они немаат право? Види, one man show испаѓа. Види, добро, мислам дека добро ќе биде многу интересно. Периодот што следи, овие 2-3 недели ќе биде многу интересно. Весело. И ако некој предизвикал избори у Македонија предвремени сега овој период, тоа ќе биде ДУИ Али Ахмети, затоа што им гори под носе. И тоа сериозно им гори под носе. Кога ДУИ не направил избори у Македонија последни 20 години? Секогаш, меѓутоа, прв пат ќе прават избори заради нивни спас. Иване, види уште една интересна информација, твоја омилена тема, ево. Дополнителни 70 милиони евра за пречистителна станица. Се уште не се знае кога ќе се реализира проектот. Некој легна на брашно, Ја слушав, тоа е за пречистителната станица што за која што ова е твоја тема, за која што Перински, директорот на Водовод, беше разречен од Данела од изговор дека форсирал некоја фирма и дека рачињата умелот нешто. Денес се гледав изјава, мислам денес гледав еден имаше на новинарско прашање, директно новинарско прашање. Пази, она подиректно да не може да биде, брутално искрено. Добро вика градоначалнички. Нели имаше малверзации, нели имаше се збореше за проневера на пари, па затоа го сменивте господинот Перински од функција директор на Водовод. Нели он работел не работел честно, не работел овака, не работел она. Одговорот на Данел, вика, вие го извртувате, вика, муабето, вика, не е така.
Што е? Ја кажав дека он наместо да се консултира со оние кои што го избрале, се консултирал само со оној што му е предпоставено у партија, со мислеше на Христија, повторно на Христија Мицкоски. Тој има не знам, не можев да ја се најде уневерен. Знаеш кој ќе се најде дете у Лојзе кој ќе го фатат па шо па еве бе иглички верам. Така. Унебрано. Така. Значи денеска представникот на она европска, не знам, европска или која банка даде изјава во која кажа, експлицитно кажа дека целата постапка која што е водена за околу подготовка на документација, нели сите тие пропратни работи што идат за да се дојде до крајниот производ, а тоа е почне со изградба прочистителна станица која што патем речено е неопходна на Скопје и на Скопје, ако не ја направат таа прочистителна станица, Скопје е мртов град. Не само Скопје и течењето на Вардар. И пола Македонија у превод. Так, пола Македонија у превод. Кажа дека е водена најтранспарентно, најчисто и според сите директиви кои што им се дадени од Европската банка за развој, од кои што ги земаат парите. Потреба да еден србизам за ова. Како вика Сарки, не знам колку добро ќе го кажам, пошто бега српскиот малку. Да, благо оном корано полуди цел живот му проđe у среќу и веселју. Баш така ќе му тоа работа, нели? Или у превод на македонски, бе лесно ме на тие без памет туку ние што ќе правиме, бе, ние се замаваме. И така, женава си влезе у филм, мајко и мило. тоа мислам дека у филм влезе по налог на некои други овие погоре што ги спомнавме. Така? Ја изигра, ја извртеа, ја направија. Ама целава екипа незина во филма некако влезена. У филм е влезена. Преска ми кажуваше по патен на интересна приказна ова да слушате слушатели околу тоа колку бил чист Скопје и колку е прљав Париз. Види, да. Као пример. Тоа ми дојде, онака гледам, имало штрек на пази у цел Париз. Да. У јавно комунално предпријатие биле вработени 680 луѓе. Штрекувале, не го дигале сметот 2 дена. Имаше еден куп слики, репортажи снимено со купишта ѓубри. И одма ми дојде абе не може да не ти дојде, знаеш, кога некој работи, која нака професионалец, викам, како бе Данела, викам и Косана Мазнева, викам директорката нејзина, не беа у Париз, они кај се загнал дека у Скопје, да си беа у Париз, Париз ќе беше среден бе чист град. Ќе беа парижанки. Најчист град ќе беше. Со Макрон ќе си го имам муабетот. Млади се за со Макрон. Не ќе си го имам муабетот. Муабетот ќе си го имам. Муабетот ќе си го имам. Ти тебе кај ти оди паметот. Мислам колку е безобразно. Не е безобразно, што е безобразно. Човекот е заљубен и јас сека форма на љубов ја одобрувам. Колку ти изгледа чудно, нели? Така да не е лошо Косана која ќе заврши со чистењето Скопје, мислам дека е при крај, пошто и онака ништо не чисти, да отиде да тркне до Париз, да го позачисти Париз и да се врати пак тука. Па може, ама ако тргнат со една информација прескаше че успре да дојдеме одека. Пак некоја информација има? Да, е близко до радиова наша и дирекцијата на Македонски железници. Значи, они издале наредба, нема да веруваш, ване возот што сообраќа Велес Скопје Велес, максимум дозволена брзина на движење му е 20 км на час. Колку? 20 км на час. Уште едно ще мола. 20 км на час. Да ја читам негде. Скопје Велес. Да, Велес Скопје 20 км на час. Луѓе. Значи у март, у април стигаш негде. Луѓе, сите што планирате да идете за Велес. Времето убаво, земете си велосипеди, точаци понашки, развиваат брзина 25-30 км на саат. Да. Удолница и малци и побрзи си. Така да и рекреација ќе направите, и добра кардиовежба ќе направите, и ќе си стигнете на време у Велес. 20 км на час. Да, не ми се вера. Сериозно, еве го читам едно тајм. Уште една работа зашто сега прочитав. Ти ова ќе ти се допадне сигурно. Нема што не ми се допаѓа зашто. Започнува постапката за изградба на Луна парк, ќе се набавуваат реквизити, ќе се расчистува теренот. Значи постапката е завршена. Ја бев советник во време на Трајановски. Постапката уште у времето на Коце Трајановски мислам дека е завршена, да. Па нешто Шилегов ја стопираше, па се обиде со оној, како се викаше, Динопарк, како му беше тоа името, со оние што ги донесе пластичните диносауруси, што ги галеше
дечко на одмуртино цртнатиот, знаеш кој го галеше диносаурус? Ја мислам на крај дека ги нарани. И хврли да јадат. И сега повторно ќе отвора Да, бе, ги постапка. галеше диносаурус. Да, бе, да. Некои слики не се забораваат. Не бегат некои слики. Господе, земи И сега се викаш, вересијата, ќе не би отвора овака. повторно постапка за градење на Луна парк. Да, постапка за изградба на Луна парк и ќе се набавуваат реквизити и ќе се расчистуваат теренот. Постапка завршена. Финансии обезбедени, реквизити обезбедени. Да, ќе се расчистуваат теренот. Половини, ја имам. Не, 90% ги има направено постаментите. Ја секогаш мале пешечам таму. Да, па тоа сакам да ти Наместени кажам, се тие повеќе од постаменти. половина се направени. Сега тоа што ураснато треба, што нема никакво одржување, тоа е друга приказка, На нели? кого му сгрешивме, бе, ние Скопјани, бе, Ваков, градоначалник. На Данела, бе? На кого му Па сгрешивме? на Данела изгрешивте, што ја гласавте, очигледно. Тоа е. Туку што има кај тебе во овие остигите и Скопјаните, чајр како е? Чајр е многу интересен. Деве, гледаш митинзи, културно-забавен живот се дешава Навечер како е ситуација? навечер, нели, како и секогаш свечено, Свечено. со многу калашникови, со многу музика, со многу бркање по улици. Да чукнем во дрво, еве прва недела нема убиство во Чајр. Тоа, Ама мислам, чекај сега, шаланата на Гоце Негор. среда сме. Среда сме, а? Да. Има време. Кој до недела што До може недела кој знае што може да што има. може да се деси, Што но може да има. она што за жал најстарата скопска населба и најстарите скопјани условно кај што живееле Чајре, тоа денешен и пластичарска улица е најнебезбедното место за живење во Скопје, за Кога жал. сме кај чајр, за тоа пластичарска ја спомна, сега ми дојде но виде како не знам како е поделено, ама да, тоа уствари не е у Чајр, тоа е у општина Центар Паја, ама Пластичарска? пластичарска е половина чајрска, половина од Не бе, центар, Чајре цела. Не. Од Чајре се, знаеш кој дел не е на пластичарска во Чајр? Не првите семафори што се кај петлята кај полициската станица, па му погоре, добро? туку првите што доаѓаат семафори после тоа, топана кај што се ромите. Се гради од лева страна е центар веќе. се гради некој објект, Тој беше струшен, па пак изграден. ама еве кренат веќе од Направено и тој е општина центар. Општина Центар му бара асистенција, пази, градоначалникот на Општина Центар, кој патем речено е од редовите на СДС. Да. Му бара полициска асистенција за рушење, а господинот Оливер Спасовски не му дава асистенција. Не му дава. Оливер Спасовски со друга, не знам дали виде на листа што направил. 48-49, 49. како беше тоа за Како град? се викаше, Како се викаше? чисто Скопје или како? Не чисто Скопје, безбеден град. Безбеден град. Безбеден град. Под обсервација 49 луѓе, од кои што 47 се, пази, клановиве по имиња ги кажуваат, човеч, каква држава сме, значи, знае дека е дилер, знае дека е мафијаш, знае кланот како му се вика во јавност и никој ништо не преска. А остае тоа што ги знае клановите, од тие 47-49 што биле под обсервација. У последните 2 години на 18 или 19 има подпишано дозвола за оружје. Оф, мајко, мисла, дозвола за оружје. Дозвола за оружје. Ја. Значи имаме подпишано. Оливер Спасовски. Што збориш? Тоа што- Нови што му се под обсервација. Па тие 49-47 му се од Па последниот што беше убиен, исто му бил под обсервација. 2 недели пред тоа си имал човекот илегално оружје. Дозвола. Ајде, дозвола за убивање стари Оливер дава. Па последниот криво што не се Изгледа случува дозвола полиција. за да ја убијат. Така ќе му даде. 49-4. А кога сме веќе кај дозволите, знаеш ли ти дека ова што го прочитав е стварно неубава работа. Додека филмова направив на Грубин или добила 1 милион денари од држава, Од Артан Груби доби еден. да имало во држава имало вкупно 130 пациенти болни со на цистична фиброза. Так. Или трифакта рекот, што се вика, добиле само 8 луѓе, ти се верували. Така бомбастично го најавува на телевизија, така бомбастично го прават. И не можам да сватам какво дно сме од држава и што им се случува на овие луѓе, не само овие. Ги гледав луѓето кои што други болни луѓе. кои што има среќа Еве имаме бидат- заеднички пријател болен, нели? Да. Со тешка болест. Так. Значи он треба да плаќа 5-3000 евра, колку беше месечно? Толку околу 5.500 евра месечно. Така, месечно за таблети што треба да ги користи, а истите се на позитивна листа, речемо Србија. Сегде и у Германија, Германија и по у 15 евра се Турција, чуеш. сегде 15 евра. Каква држава сме? Бог да чува. Ги гледав, оние ги имаше луѓето кои што беа сретници.
да бидат от тия 8, сами кажува на телевизија колку многу вика за 2 дена, колку не крена. Дури дечкото вика, третиот ден вика, ќе пробам да идам да спортувам. Може да замислиш колку им е потребен тој лек. Колку пари по тебе од прилик кошташе оноа што го направија Дуи у Чаир. Све комплет. Само остаги нафтите, тие работи, патарините за оние што ги макнеле по сендвичи секој не им давале. Понешто знам само 50.000 евра чинат пејачките што се платени. Так. Бината е околу 20 до 30.000 евра, оно што го знам. Сега за другите работи не знам понатаму колку коштало носењето, како ги носеле, што ги носеле. Значи сума сумарум пак преку 150.000, 200.000 така. 200.000 евра за една вечер за 2 сата да покажат на кого? На самите себе. Видете ние колку сме јаки, колку сме силни. Каде што ќе изгубат? Кај што ќе изгубат? Не им знам другата во цела Македонија што се случи, ама таму живеам и гледам на улица што се случува. Александар, ќе изгубат. Да, така изгубат. Нема збор за тоа. Да го натераш Али Ахмети да излезе на таква работа, да се бафта по такви работи, да иде не идеше на неговите митинзи у предизборна кампања, сега иде на оваква работа, иде тоа, значи не мириса. Тоа си е нивно. И у собрание иде. И у собрание почна да иде у собрание. Па јас го имам мнозинството од 64 на 6, 3, 2, 1, зависи која како. Си имаат. Да не можеш да обезгледате, да не можеш. Прочитам ова 20 км на сат со возот. Не, уште се штипам од преска, не ми се. Знаете што се смеам? 20 ограничување од 20 км. Бог да чува. Ова го нема ни у Индија, кога сме кај ограничувањата, да знаеш дека нема у Белграду. На тендер 99 години, и тоа не е законски тендер, е дадено на управување Тирстетово. 99 години. Таму кај што требаше се гради онаа со колата што дојдовме што ја земал таму што ти ја дадо. Електричен мобил. Алимобил. Алимобил. Така требаше се вика. Алимобил. Алимобил. Инаку дај малце сега она вчера и завчера што се дешава, дај за дупката малце. Тези дупка не е дупка како и кад бугарите. За бугарите? Да, тези дупка не е дупка. 60 метри брат тунел. Не само тунел. Од тоа што го кажуваат, точно е, дури имале и подпорни греди. Подпорни греди, керамиди, некои плочки во надвор. За обезбедување да нема рушење, да нема да не се рони. Електричен кабел. Електричен струја, значи имале луѓето. Спремни. Ја мислам дека уште малци ќе кажа дека имале некои и овакво оние за воздух што се оние за да им дува воздух, случајно да се задушат. 60 метри не е мала овако. 60 метри овие за 5 години не може да ископат завалиите еден тунел да пробијат на автопатот Кичево. Али кртови со дечки. А зашо бе не си ги земат и поевтино ќе поминат? Слушай, ако им кажеш на нив тунел, знаеш, се мислев тоа, ама се викам од друга страна, им е страв бе на овие од влада да ги стават да копат тунел таму. На автопатот Кичево. Кои што се вредни, кои што се закопани, пак излезат до Албанија, бе. Па може, да, и втора работа, иначе владата не треба да се плаши ако тие луѓе заради минато може би што некој од нив бил нели лопов и така натаму да се уплаша дека нешто ќе крадат на автопатот, бидејќи овие се украдат владата, така да нема што да крадат тие луѓе кои ќе идат. Не, мислам дека ми е страв да не ископат некој авто до овако некој тунел до Албанија онаму. 60 метри. Добро, кажи ми 60 метри, правеше ти некоја пресметка? Правев некоја пресметка. Јас сум папа за тоа. Сега висината, ширината, точно не ги знам димензиите. Метар било диаметар. Абе добро, ева, прилика 60 метра тунел, тоа се 60 кубни метра земја. 60 кубни метра земја, тоа се минимум 10 камиона. Знаеш, 10 камиона да ги 10 камиона да ги товари земја, абе кај става земјата? И никој тоа да не го види у КПД Идризово. Во гол пиштол ако ти текна кога бегаат на него џепови кога ставаат на глава, ставаат. Абе, излегува, знаеш, она да, ама излегува ко оној од залката. Луѓето што копа преку зидови, ама нели става у џепови, па излегува, па се тресе, а после кој има за шетање, па тапка, па игра фудбал врз него. Ама, 10 камиона, бе, брат. Абе, колку и да е. Па сега, кој знае тоа шеталиштето во Идризово колку е натапкано сега? Па кој ќе порасне нова трева. Трева, да. Па тој ќе види. Па ФК диво населје против
ФК кој да речеме некој таму кои да се утакмица едни против други. Леле. Ја мислам дека гледаш колку за 4 метри не успеале да излезат. Толку им требало уште. Понастигнале до стариот зид на затворот на дворешниот човек, тука требале да искочат. Ама се мислам дека вака како што тргнаа, дека кога искочат ване исто како Демир Капија ќе беше. Со труби, со зурли, со чочеци, со слежена, так сум од тунелот искачаат, нели? Излега од онаа страна, од онаа му го причекуваат, свираче. Да, да не мислеше на овој тунел. Учаир го збореше, да, светлината на крајот на тунелот, нешто ваму таму. Или па да не ги има платено и овој, он и овие луѓето да не ги има платено да копаат, зашто знае кај ќе иде, па вика, барем да ми подзавршат малку работа за да можам да пробам да бегам. Да пробам, ама и види кој де фокус, ване, денеска го, вчера кога го разрешија директоров на Идризов. А инаку директорот, оној тој што го разрешил, тоа алтернативот кај беше? Алтернатива, да. Да, тој ја има пробиено работата во тунелот. Ги му уловено, а? Да, и веќе едно информација има дека едно 2 недели ги следел што како и правил план за да ги фати на лице место. И го менјаат. И сега го сменија. Знаеш кој го ставија на негово место? Некој генерал. Тој генерал, вчера читав кај Богдан Илиевски, тој генерал Зоран, добро, полициски генерал, так, да ти бил судија поротник за 27 април. Тој што си даде оставка што се тргна заради... Тргна, демека, устори се тргнал директор на затвор да стане човек. Так. Судијата поротник кој што нели ги потврди казните за браќата кои што лежат во затворот. У затвор директор. И само го ставаат уште таму, значи која перверзија од оваа држава? Кадија те суди, кадија те тужи и кадија шефтие. Се надоврзуваме на муабето за чедо. Ти гласа промена на име, најголемиот патриот се врзува со него, нели, кој што онака несебично се бори за Македонија а оноа од несебичното му гледам секој ден се пошироки. Се чека, да немат некој такмичење у најава помеѓу Маричич и негове? Јас сум за нив етиопјанец си. Ти си само еве 100 нешто кило. За нив сум етиопјан. Манекен. Ама почнавме со забрани. Знаеш дека има уште една забрана? Која? Па за бугарските културни клубови, односно не директно за бугарските културни клубови, туку за имињата кои што ги носат. Ау да, нема поише. Пусти кебаб што ќе прави. Кебаб од Бидолџане. А ќе се жалел на Страсбург. Да изјава таква, вика ја не поднесувам документи за промена на име, доколку го забранат, ја ќе се жалам за заштита на човекови права во судот во Страсбург. Да го поздравам Кебаб, да му кажем Кебаб, слободно се жалиш, пријателе, можеш да се жалиш у Страсбург. У Страсбург процесот трае негде од 3 до 5 години, така да додека ти се жалиш у Страсбург, твојот клуб културен. Како беше тоа? Кога бе Иван Михајлов некогаш во животот? Не, госте го Иван Михајлов и овако, што има прво, што викаш ти, што има Иван Михајлов со културата? Прво, друго, културниот клуб у Битола, заради почит кон твоите сограѓани, ќе треба да го тргнеш од таа локација, затоа што ти е у евреско мало, кај што живееле евреи, кај што твоите, како што ви кажуваш од многу читање, предци бугари, ги ставија, ги качија воз и ги однесува у Треблинг. Така да нема да изиграваш многу загрижен и како се вика тоа, нели, за човекови права дека бил граѓанин на вториот, инаку знаеш кај работи? Каде? У РЕК. Кај Колбасович. Да. Браво. Инаку, Ване, да ти честитам, ајде, честито. Шо бе? Од утре јајцата 10 денари. Не бе. Ги замрзнале јајцата. Не бе, 9,8. Така, 6 денари килограм ориз. Неам гале. Поздрав до Личков. 6 денари килограм ориз. Неам гале. Си го имам Али Ахмети со топлата рака. Ќе ги погали, ќе ги одмрзни. Така? Да. За јајцето зборуваме, така? Тоа беше била со топлава рака, не го разбрав сега. Сите во чајер ја почувствувале топлата рака. Еве, ти си чирченец, си Што имаш ти почувствуваш? Која топла рака? Зашо не се фали со такви работи? Не знам, може сум ја почувствувал, ама не се сеќавам. Леле, топла и леле. Сите имаат почувствувана топлата рака на Али Ахмети. Значи, Али Ахмети, ако ние имаме 36 со нешто температура, има 39.
Природна му е, топлата раката Ама го имат пробано, но имаше еден, не знам кај Леле. со студијата 220 со вилушки која прашеше вишлот и текнува на ној. Ау, да. И абе, кога сме кај Али Ахмети, како е да албум ќе направи сега? Пак со еден пејач. Го виде пред некој ден со некој познат косовски пејач. Да, па тоа му беше гостин на ваквото. Да, my liebe, that's my party. Не ги знам, мислам ти го разбираш јазикот. Национален инструмент е чифтелија, се вика тоа. Тоа е свирителен долг како примизля со две жици. Нели на крајот има као двоглав или било што е и нели знаеш како почва песната. Тука почва тензијата да расте. И тоа се обично патриотски песни за јунаци за ваму таму, како што црногорците исто да го прават со гуслите. Аха. Нели три брата кога залуфаат или кај нас во Македонија како се кај едно човече го гледам на комицки вечер едно таму цаца маца еден со брадичка со и тој рецитира го гледам. Имаме такви, значи Има. Професионални патриоти. Професионални патриоти имаме сега. Да. Професионален патриот. А кога сме кај патриотизмот, не знам колку дечкиве ќе им биде интересно и колку пребуваат 2 дена да ја скријат приказната со не да ја скријат, туку да ја минимизираат приказната со извештајот на американскиот State Department. Го читаше? Читав и коса ми се дигаше вчера на глава. Која коса бе лажеш? Не ти. Ше се оде, нели да притисокот. Притисокот е банен, притисокот, браво, да. Овие 2-3 дена ја те гледам нешто си ми сумњив оно. Па не каже. Уште застанав у дама преска и уште застанам пред геловите вака да ме нешто. Гелови гледаш, младости пред 30 години викаш кога користи. Шуба и беа гелови. Користи. Инаку, овие извештаи на State Department се сеќавам Ване 91 година работев во Војска в Америка тоаш. И почнав првите да ги добиваме извештаи на State Department или за државите. 91 година, 92 година, ово многу интересен податок е, во графата каде што се кажува најпознатите терористички организации во светот. Добро. Значи прва беше во Европа ИРА, а на второ место ВМРО ДПМН. Терористичка организација. ВМРО ДПМН, така беше додека не сватија дека е политичка партија, ама неш по дефолт ВМРО и сега. Еден од ркулците за четоците за онаа зла крв на оние така наречени шарени револуционери кои што ги нема нигде са периодов. Ги има. Беше токму да извештајот на State Department тогаш американски, кој што вели дека парцијално, во се сеќавам, во одредени делови во суството има одредено партиско влијание. Ама не секаде. Не секаде. Ова вчера што го читав, значи тоа е онака мавање од земја, значи во сите можни сегменти на државата е нотирана висока корупција, несправување со корупцијата, дека практично се да парафразирам овие апсења типот што беа на Рашковски, на Мухамед Зекири компанија, дека се само замајување на јавноста и дека се филмови, дека многу смешно е определувањето да ја одлежува затворската казна Камчев и Мијалков во отворен затвор во Струга. Кај што си имат клучеви од келиите. Да, дека 98% од судиите, за 98% од судиите и јавните обвинители постои за 98% одредени не дека се осудени или дека постојат сомненија за одредени коруптивни дејства. Дека постои има огромна државна администрација, дека постои висок степен на мито и корупција во државната администрација. Најголем работодавач во држава Република Македонија била владата. И најмногу тука нотираат американците криминал во делот на тендери на сите тие останати работи. Значи во едни други времења ти текно кога излезеше сега најчевска, кога излезеше онаа како се викаше Transparency Macedonian Тасева слагено, да. Урани, пирани, борани, се живо и диво ќе вриште, ако коси ќе се палеа сега, ќе кажува колку е лоша држава, колку не бива. Ги няма. Ама види сега. И почна многу бурска зборам, а не? Почна. Предупредиме следната емисија. Па другар со кебап си ептен. Со кебапо. Кебапо. Види, сега кој како ја гледа и перцепира довербата у судството, за нив 3% е, значи има доверба. Види, у Македонија сите кажуваат дека имаме 3% доверба у судство.
Никой не вика дека има 97% недоверба. Значи 3% е позитивно, нема сега. Тоа си е спин, знаеш. Да. Кога Како знаат да спинуваат, тоа е страшна работа. Значи имаше- махери се за спинување. има еден виц многу интересен за тоа, за спинов. Демек на времето се такмичеле русин и американец нормално, нели? На 100 метри се такмичили, нормално победил американецот, нели? И сега како пренесуваат американските медиуми, како пренесуваат руските. И сега американскиот медиум е одлична трка на нашиот надпреварувач, апсолутен шампион, прв, а русинот последен. Уште точно ли, овој фајца веле предпоследен. Да. Русија како пренесуваат сега, вика. Одлична трка на нашиот надпреварувач, го освои високото второ место, американецот беше предпоследен. Видиш, точно е, нели, тоа е работа. Се исто е, 3%, знаеш, 3%. Оно Три е ко три. црногорскиот кој отишле да гледаат атлетика исто тоа ме не се. Сега ме подсети. Црногорец гледа овакво атлетика и гледа еден за останува 100 метра позади другите. Нови 800.000 метра што се тркат и почнал да си пцуе по црногорски, да вика кој е ова будала што и некој му рева, вика ово е нашиот црногорец. Види нашиот Кјарана, види нашиот Сокола, како и е све подбро, како их све јури. Јао, пред него. Мислам, да. Тоа ти е тоа, брат. Тоа трчи. Мислам, тоа трчи, па тоа... Инаку, Па не можеш да го стигнеш. кога сме веќе кај интересни теми, седи на Фама деноеве, сигурно следиш ово Куманово, со избркани искусни медицински сестри од болницата, па примени нови кадри на ДУИ кои што не се искусни, па се одеа со дали биле само албанки или не биле, па албанки се примени, но според оној листинг кој што излезе не воопшто не е задржано правото и користењето на бадинтер, за кој што нели често пати знае да биде тема на дискусија од Република Македонија. И она што уште почудно ми е ване, нели, плачаат минатава недела дека нема медицински персонал во јавно здравство, дека ги бараат, а од друга страна бркаат луѓе. И друга овакво има, види, има една... Не разбирам. Ја не можам, брка 3, прима 10. Па, толку вределе трите, биле многу добри, знаеш. И сега, на 3 лоши луѓе кои што лошо работеле, хипотетички правам муабет, ти примаш 9 кои што добро работеле. Ама тие 3 сигурно... Ама не тоа ти вика која математика е. Тие 3 у секој поглед се сигурно многу затоа што без разлика на се имат некакво си искуство, барем 10 на 15 години у здравство. Ја имав многу лошо искуство лето со еден мој близок роднина кога отидов, баш овој технички персонал што е потребен го нема нигде. Сами моравме да се организираме во шок соби, во глупости. Гревата што не се случува во нашето здравство, меѓутоа за се е крив тој нели кој што и води и раководи со државата. Оние луѓе, зборам за медицинскиот персонал, не за докторите, туку за техничкиот медицински персонал, оние луѓе работат во страшни услови, со многу лоши плати. Во ковид кризата Господ ги чуваше во какви услови работеше. Они си знаат, само они си знаат. Тоа се хероите на Македонија, ама ги губиме хероите на Македонија. Да. Кога сме кај работа, страшно. Уште една информација, сигурно ќе те вака ја знаеш, вели дека она Electrosolution фирма што ќе надгледува ваму таму, си добила грант од фондот за иновации за да се преструктурира во градежна фирма која што после тоа ќе добие тендер. А чека, таа фирма зашто беше? Гашти. Чема погашти. Не многу бугарски зборам, што е со не работа? Не знам ти, од кај дојде уствари денес? Кај беше денес? Во најубавиот български град Охрид, што би рекол Стрикот. Него чепка и Стрико. Не го сакам многу, знаеш дека го сакам многу. Интересна работа е да добие фирма која што никогаш ништо немала заедничко со овакво со градежништво. Да. Проектот милиарда и не се 300 милиона, како што и кажуваат, ќе бидат не милиарда и не знам колку милиона, може и 2 и повеќе милиона евра да бидат. Ти да ставиш тунелите ќе изгледаат како долги гаки. Петлите ќе изгледаат како танги. Нели? Овака ногавици, нешто за циври, чорапи, нешто таму и ќе биде како што треба. Има логика. Да се дешава нешто друго. Има голема логика. Имаме некој твит денес или да скокаме ти тој што викаш? Нема денес, мислам твитовите ни се тука у оваквото. Добро. У темите, сакам да ти спомнам нешто, не ја заборавивме, некако ја тргнавме на страна, многу битна работа. Рек Битола. И да,
Каква гирултија тоа таму? Рек Битола е страшна гирултија, овие излегуваат, викат немате проблем. Домашниот пазар е задоволен со производство на електрична енергија од нашите капацитети. Инаку сите да знаат дека 2 од 3 блока во Рек Битола не функционираат. Блок 3 имаше проблем со котелот. Така? Да, и тоа пред Она слика денеска што пред недела ден. Јас сум тотален лаик за ова. Страшно изгледаш она што гледам денес. Од вчера, мислам дека беше од вчера. Тоа е на блок 1. Сега не се разбирам многу од струи тие работи, меѓутоа она што може да го прочитаме страшно. Повратен Татко удар. му заев најбоље се разбира. Да. Он знае да која со која да споји. Повратен удар на трансформаторот. Така? Да, значи сигурно струја под Што не го викна татко му на заев, ке им склопи за 2 минути, он знае како да премости. Не, он едино ако има негде од бандера да симне жица. Па да симне да покрај садот околу. Ги виде сликите как нема реакција нити од Ковачевски 1, нити од Ковачевски 2. И он се викаше, се презиваше Ковачевски, така? Колбаса што го викаат, зашто го викаат колбаса? Па не знам, имаше една слика експлицитно таму, не знам. Кебап повеќе го треба да го викаат, ама не. Ама дали слушна некаква реакција да има? Што ќе има реакција? Не. Како може? Се окей, се е добро во државата. се е добро во државата. Секој ден поден автобус и оди со луѓе во државата. Секој божи ден, секој божи. Оти не е многу добра државата и она е најстрашната работа. Вчера, уште еднаш ќе се вратам пак на во Чаир. Значи, структурата на луѓето кои што дојда таму се луѓе исклучиво кои што работат во државни институции, државна администрација. Тие луѓе, Не видов човек од Чаир, верувај, од оние што ги знам. тие луѓе што ги донеле, а ги донеле на сила, да не речам со закани уцени, тие луѓе ќе им ја скројат капата и на Артем Груби, и на оној Буер, и на Алехмет. Се согласувам со тебе, во Да минатото знаеш, имаме сме имале примери. искуство такво, сме И на гледале. ВМРО му се случувало тоа, и на СДС му се случувало. Моментот кога ќе дојде човекот за паравенот за кого гласа, не можеш ништо да му кажеш. Значи, претходно ќе ти речам, ване, да, ќе гласам за тебе, ване, облегам на 3 гласам. Та Димитар, пример. Димитар не е добар нешто, завод го боле днеска. Кјутлив е. Ќе му помине. Младо е. Ни текна на рад, не можам да не искоментирам. Пред некој ден излезе Маричич, оно е за евроинтеграција што ни е, и тоа е некој вице премиер, не знам што е. Ама го има вака. Го има. Излезе и вика владата е спремна на ВМРО ДПМН да му понуди, односно му нуди да ги направи сите амандмани кои што се за уставните измени, односно за внесувањето на бугарите во Уставот на Република Македонија. Добро, одази ти е научен лекар. Не дали одат научен лекар. Под константен ставот на ВМРО нема да подржим уставни измени, тоа е. Ама друго е моабетот. До вчера знаеш што вика? Па имаме ние обезбедено. Така? Па има 6-2, боне, 6-2 Разговараме ние имаме обезбедено, луѓе ќе гласат. И одма контра на тоа, денеска слушаме од ВМРО ДПМН, има пресконференција, јавно ги запраша дали се сигурни во 9 пратеника од СДС дека ќе гласаат за уставните измени, односно за вметнување на бугарите во Уставот на Република, и дали еден од пратениците на ДУИ за да гласа им барал пари. Опа. Да. Види, тој ќе го придобие, ето ти проблемот со пари, тој го нема, ќе најдат тука. Чим за пејачи 200,000 дата нека. Има уцена. Има акција за да има реакција. Друга работа. Велја дека ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски, не знам кој што све не, сите биле изолирани од надворешниот фактор, од Европска унија, не знам, од светските лидери. Денеска гледам делегација од кинеска амбасада со председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Што го следам на Facebook секој ден се гледа со нека страница. Друга работа, не знам дали знаеш, Александар Николовски, пратеник од ВМРО ДПМН, за прв пат у историја на Република Македонија, како сме у самостојна, е избран за, како се вика у
Постојан дописник, не, известувач. Известувач. Па да, постојан известувач. Постојан известувач за Босна и Херцеговина. Тоа е голема работа. Да. Со гледа на тоа каква е комплицирана самата држава и самите состојби таму, тоа е стварно голем пиетет. Пази, ептен се изолирани, бе? Да. Ептен се изолирани луѓево, значи да не си му кош, колку се изолирани. Секој ден со, еве ја ги следам, секој ден имаат средба со некој амбасадор, со некоја делегација. Сите делегации, уствари сите делегации што доаѓаат у Македонија за да се видат со Димитар Ковачевски од Куманово Ќурка, што ga викат, се гледаат и со лидерот на опозицијата. Тоа веќе сигнал. А тоа заушно, тоа да не збориме веќе заушно, мислам дека им се бетонирани ушите од и вчера го слушам на Телма, првиот вице-премиер господинот Груби, кој што вели дека цело ВМРО во моментов работиме, цело ВМРО да го видиме да гласаат. Ја утре морам да отидам до просториите да видам кај работи. Морам да видам. Чекај, се мислам дека уште во филмот на оние средби во Сушико што ги има, кај што има стики со Сашо, и мисли дека Сашо Мелков уште е ВМРО. Изгледа таа ја тера приказна, па таму го лажат можеби дека цело ВМРО, цело ВМРО, Сашо е цело ВМРО, а? Па како? Сашо е цело ВМРО. Не е, бе, батко. Мислам дека им е време да идат во опозиција и ќе отидат во опозиција и тоа за многу кратко време. А ја мислам дека е време да се одјавиме, бане. Се замуабетивме, се залауфавме денеска. Ќе се останеме, бе, што ти? Не, ќе тераме Димо денес се кираш ти кога ќе кажеш, кога ќе не помине завод, тоа ќе прекинеме. Само немој да заборавиш дека треба да завршиме емисијата со нашата традиционална пред 7:30 и со традиционалната наша убава и драга песна. Да го поздравам Кебаб и компанија од културниот клуб со една културна убава рап песничка од нашиот драг пријател Богдан Илиевски. Во народот познат како Бетмен, умре навијач за Барселона. Не умре, бе, жив е? Не, умре за така сега за Барселона. Добро, бане, убава вечер во секој случај за сите нас тројца овде, за мене, за тебе и за Јордан, за Димо не е, завод говори. А сите други тројца сме супер. Да им посакаме и на нашите слушатели вечерот да им биде убаво, да пренесат овде што кажавме. Утре да гледаат утакмица Македонија-Малта. Малта, да, големта Малта, како и да, ќе ги тепаме, мислам. Ако 1-0, ако не ги тепаме, ќе искочи вечер Тартан и ќе каже победивме, ама не видовте. Да. Како и да е. Ви благодарам за оваа прекрасна вечер. Не заборавете репризата дека е во четврток во 13:30. Можете слободно да не следите на YouTube каналот. Морам да го поздравам мојот драг пријател од Струга, меѓутоа живее едно 30 на години во Америка, у најубавиот град, мислам не, за мене Чикаго е најубав град, а мога кажа дека најде сега да не му крша матер, у Лас Вегас. Дукадине, поздрав голем до тебе. Поздрав Дукадине и пријатна вечер.